Добре дојдовте во уште една топла приказна која овој пат ќе раскажам со две прекрасни индивидуи кои ми прават друштво и кои ќе не одведат на едни мощни интересни места од каде што потекнуваат. Овој пат во друштво на Мартин и Стефан Филиповски од Next Time одиме на местото каде што велат дека е место по мощни интересни карактери. Тоа и ќе го докажеме и ќе го покажеме заедно со нив. Место каде што има луѓе кои што се топли по душа и атерџи. Денеска за наш атер и за мое лично задоволство сърдисена сум од близнаците Мартин и Стефан кои што ќе не одведат до Жван. Кажи ни, Мартин, од каде се вашите корени? Од каде потекнува вашата фамилија? Па најпрво здраво, да ти благодариме што еве конечно сме дел од една ваква убава емисија каде што нели можеме да поразговараме за селото на баба. Нашите баби од мајка и од татко, едната се вика Милица и е од село Бегниште, Каладаречко, а другата е Ѓурѓа, баба Ѓурѓа од село Жван, мислам тоест живеела во село Жван, родена во село Бабино, каде што нели во моментот се наоѓаме во Ривникот. Така да, ете, ќе ми биде чест што ќе поразговараме за незиното село, ќе ги објасниме сите оние наши детски моменти, денови кои што сме ги поминале со неа и во селото Жван. Какво беше детството во селото Жван? Што ти остана во твоите сеќавања? Имаш ли убави спомени? Па за разлика од денес, во тоа време селото Жван имаше околу 1500 жители. Денеска брои 250, мислам околу 250-300 жители, кои лево десно некој оди на студија во Скопје, некој Битола, така да се празни село и многу ми е жал поради тоа. Меѓутоа детството ни беше навистина убаво. Знаевме родителите, нашата мајка и татко да не донесат во селото да дишиме чист воздух. Да се храните здраво? Да се храниме здраво, се разбира со тој жвански грав, знам дека нашата баба Ѓурѓа ми мачкаше лепче и шекер. Тоа не беше специјалитет на кујната. Лепче со шекер? Да, значи на многу мали работи сме се радувале, не фасцинирале. Ситните работи го прават животот. И како растеме сега, за жал ете се нешто поише и поише бараме. Знам дека животот ни беше така, некако се исполнети бевме, сакаме да се разбудиме на секој утро пред сите, да видиме како говедата одат на пасење, да одиме со... Да се разбудите со петлите? Па со петлите, се разбира. Тука во село луѓе да стануваат во 5:30, 5-6 часот, за разлика од поголемите градови кај што обожаваме да спиеме до ниедно време. Сега петлите ги имаме како сетинг на мобилен телефон. Да, сега петелот ми е телефонот, нели? Се сеќавам на панаѓури кој доаѓа во селото, каде што ќе ни даде родителите по некој денар да отидеме да си купиме нешто. Имаш убави спомени, играме доста фудбал со другарите од селото, секогаш победувавме. Се капевте ли во Црна? Во Црна нема човек што живеел или бил во Жвана да не се капи, така да исклучително ладна вода, река, меѓутоа не представувало проблем да влеземе во неа. А што правевте кај црквата Свети Петка? Со што се добацувавте? До каде достигнувавте? Да, тоа Света Петка за Великден, нели сите се кршат со јајца, ние јајцата ги фрлавме од горе од црква и кој највише ќе достигне, исто како да победил на кршени јајца, така беше. Ти победи ли некогаш? Па се разбира дека не. Се разбира дека не. А Стефан победил Никогаш не можеби? победувам, да, Стефан највише победуваше или брат ми Филип. Така. Затоа сега пејаш во групата. Да, лидер. Тоа е углобала нешто што највише останало. Имавме еден кафич тука каде што излагавме, додека постоеше, сега веќе не постои. За жал. И тоа е тоа. Има многу спомени, меѓутоа некако и спомените полека се оддалечуваат од думот. Треба почесто и почесто да одиме, да го посетуваме селото, да се развие тој
селски живот, селски туризам. Јас мислам дека е време да ги освежиме малку тие спомени и дека ќе имаме можност денеска да уживаме во нив заедно и со гледачите кои што ќе ја видат вашата приказна од Жван. Да видиме што ќе ни каже Стефан за неговото детство од неговиот аспект за Жван. Стефан, кажи ни малку ти од твојот аспект за детството во Жван. Секако Мартин ни каже една убава приказна, но ти си имаш лична приказна и еден малку поинаков аспект. Па детството беше доста интересно. Ја го памтам Жван исто Мартин како што кажа со голем број на жители, значи за едно село и тоа ми е најубавиот спомен тоа што сум го запамтил како село Жван. Значи со премногу голем број на луѓе. Имаше живот, едноставно имаше живот и сметам дека со една генерација, генерацијата на татко ми, негов татко што веќе не се тука тие жители, тие луѓе, сметам дека и селото некако као да згасна животот во селото. Меѓутоа, дај Боже да не е тоа така. Се надам дека ќе дое одново живот во село, дека младите што растат тука нема да се отидат од селото, дека нема да ги дека ќе најдат нешто убавина во земјоделството, сточарството и било што. Затоа што во сето тоа има нели убавина. Меѓутоа, ете како дете памтам некои случаи дека сум се плашал од спиење на село затоа што сум се плашал од глувчиња. Така да сум избегавал да спијам во куќата затоа што сум се плашал доста од глувчиња. Се надевам дека нема да налетаме на глувче. Па веројатно не. Меѓутоа така ме станала тоа како фобија, нека меѓутоа сме спиеле. Сума сумарум сме спиеле во куќата. Сме знали да спиеме и по еден месец во село да поминеме. И секогаш кога ќе дојавме дома, ја и Мартин знаевме да од плевната да рипаме, дека на едно место се собирале пешките од добитокот, ја и Мартин знаевме да рипаме од плевната пешките. Болеше ли тоа рипање? И мајка ми ќе рече, кај ме прати керат. Така да тоа ни било така, онака, атрактивно, нешто интересно да правиме. Памтиме дека секој сабајле добитокот, кравите, воловите ги носе на пасење. Имаше ностоп, се менјава селаните кои да ги носи по пасење. Уидарот. Кои да ги носи, значи се менјава од ден за ден. И нас тоа ни беше интересно, ја и Мартин станеме во 6-7 сабајли, да излеземе на порта и да видиме како идат кравите на сред село, па од сред село да ги испратиме кравите. И од сред село па на кај планините. И за среќа еднаш имав една многу алармантна ситуација, да речам, затоа што ние по кравите отидовме и една крава за малце, може тука вака негде ме помина покрај стомакот со рогот, ќе можеме надене што се вика. Меѓутоа се си помина супер. Драго ми е што сте живи и здрави денеска, што го правиме овој муабет. Да. Ти имаш една прекрасна изрека во која што Жван го опишуваш како рајско место. И ги покануваш сите да поминат кога ќе можат да го почувствуваат воздухот на Македонија преку Жван. Така. Па, да, ја памтам таа изрека, тоа го кажав еднаш као за едно интервју во некој си демирхисарски вестник, за некој училиште ли беше или не ме фаќате за збор. Едноставно ние Жван го осеќаме као рај за душата или тука го дишаме вистинскиот воздух на Македонија. Не само тука, едноставно овој демирхисарски крај, и Бабино и Белица и Жван, Сопотница, Прибилци, тука што се сите тие села. Сите имаат историја во Јуначки крај. Јуначка историја во самите села. Поминале низ планините, поминале доста комитски нозе, да. Така да и веројатно од сето ова ние моментално ги правиме овие песни, како јас и Ѓурги слушам кај шумите инспирирани од самиот мелос и историја што го влече ова место.
Вие му се одолживте со љубов и песна на својот крај и се надевам дека ќе продолжите исто така успешно како досега да ги преработувате македонските народни песни, особено јуначките, кои што се навистина убаво прифатени од публиката. Одиме да го видиме тоа рајско место и да уживаме заедно со гледачите сите оние кои што ќе не видат во Жван и кои ќе ги видат спомените од вашето детство и ќе видат каква рајска убавина всушност се крие во Жван. Дупла! Дупла жолта! Да сме живи и здрави, до 101 и нас. И сите да сме јунаци. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и луд Флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy? We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you За мене happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Одиме кон Демирхисарскиот рај, кој есента го соголила, но за возврат го позлатила со одблесоци од мегданот меѓу сонцето и облаците, од нивниот судир или можеби итрата криенка. Денот ги смени сите расположенија, од мамурлук до ведрина. Зошто рај? Затоа што во местноста Железник, под преубавата Бигла планина, како на тепсија шарено од ниви, е Жванското поле, кое со вода го дои реката Црна, извирајќи од целото Железнец. Меѓу воздухот, водата и плодната земја е Жван. Ете, затоа е рај. Заради убавината, Жван беше нанишан во сите војни, не куртули од ниедна. Табиетот, јунаштвото и интелигентниот жвански пркос, кој за Петре М. Андреевски од соседна Слоештица Епиреј, војните не го искоренија. Само го поделија на два дела, селото Жван и местноста Отрап. Велат дека името го добил заради живиот Ан, па оттаму Жван, кој работел како што би рекле денеска Турбо, или можеби по официрот Сен Жуан, кој пред да се повлечат французите престојувал овде. На Мајтап, заради шмекерскиот дух, жванците се идентификуваат со Дон Жуан. Затоа се жуанци. Муабети, Мајтап, бабини деветини легенди, се тоа еден пријатен дел од приказната за селото, првиот облик на маркетинг, во кој секогаш по нешто излегува точно. Тоа е и убавината во тие полувистини. Во друштво на нашите посебни јунаци, Дон Жуанци за женската публика, кои наместо за пушка се фатиле за микрофони и денес пеат за махерите на малихерките, подсеќајки не на јунаштвата во овој крај, кои го викаат рај. Шетаме ни спомените од детството, а прва е реката Црна. Се капевте во рекава? Се капе,
А рипавте ли? Тука на овој мост, као деца ке доевме и некои од селаните ке дојат и има значи процедура да те прашат ти чив си, и не прашат ти чив си бе. И ние кречем на Никола. На кој Никола? Никола Кар. На Никола Карев. Да. Мораше да знаат чив си, што си од која фамилија си, така да. Ние се пошегувавме на малку На со сметка селаните, на юнаците и комитите од Демир Хиса и А војводите. нашиот татко се вика Никола, така да нешто со Никола Кар. Патриотски сте се извадили, со патриотски шмек. Да, од мали значи ни било пишано да се споиме со традиционална патриотска музика. И од овој Имиджот мост- од тогаш влечи корени. Да, од овој мост сега не сваќаме како сме можеле да се фрламе од овој мост, веројатно водата беше црна, река беше подлабока. И почиста сигурно. Па да, Ја мислам дека сме биле тогаш помали и затоа водата била некако по... Длабоко би било да, тогаш. мислам дека тука се фрлаат и заводици Така. по крстот. Така да тоа е интересно. Имате ли предизвик така некогаш да го патите? Жива ли е уште таа традиција? Па нас, ако не прашаш, во лето ни е ладно. Во зима... Симурливи дечки. Да. Не знам што ќе биде, изгледа ќе набадат со амбуланта. За Великден се иде во на црквата и одозгоре постам со јајца зима, како ми кажате, со јајцата, кој ще ќе дотера. Подалеку Кој ќе поќе ќе Кој ще ќе дотера. Така се натравувавме, ќе фрламе јајцата. И така, како и секое село, и Жван си има одбор за дочек. Било предпазливо. Жванец, Белка. белка. Оди. Оди. О, мила, да, па сака да се гали, види. Може машко е. Е, па мил тој тогаш. Милиот тој. Как си дојде ти, а? Си дојде? Как сека? Стоби. 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 Очекувавме некој верен и љубопитен чувар, некоја питома маза, но не очекувавме дека ќе се вика Стоби. Стопанот Тивко ни раскажа за водениците дека горната е манастирска, а двете се селски воденици според собственоста. Крај водите на Црна, порано ломотеле водениците. Баботела воденица со 4 тркала, спремна да го нахрани целиот крај, чиј апетит го отварала жванската фурна со мирисот на тазе леп. Рурална ароматерапија. Велат двете воденици, фурната и рудникот за железна руда, го вртеле жванскиот живот, во кој момчињата пукале од здравје, а девојките цветале во образите. Имало смеа, радост, песна. Подоцна во поновите времиња, тие биле собрани во едно жванско катче, кафулето близу воденицата кое еве станало нејзин хангар, полн со кочани од пченка. Денеска е Тивко. Наместо младешка врева и ноќни журки, овде сега се журкаат жванските глувчиња. Страф и трепет за едниот од нашите јунаци. Ова е познатото жванско кафуле каде што имало луди журки и забави на времето? Да, овде имаше луди журки и забави, сега служи за чување пченка. Ми текнува дека бевме собрани за празникот Света Петка. Ја, брат ми Филип и брат ми Горан. И дојдовме, тоест прво се шетавме од куќа по куќа и на частта во некое пиво. Сте се И така загреале. Малце да загреани, каме не се неа била да
продолжиме дома, знаеш. пресечете. Да, пресечеме забавата. И прашаме кај има тука што место каде може да искочиме или го упати ова место. Овој кафич, тренд. Тренд или дежаву? Не, Зависи од емоциите и журката колку била добра. А дека Аца Лукас нема ставно. Не, нема Аца Лука ставнато за Тренд. да. И знам дека многу во се поминавме, имаше доста млади луѓе кои што знаеа да се забавуваат. Од тука се супативме дома, тама да заспие брат ми, глупче му преде. Да го заокружиме. Жванско ногте со глупче. глупци, Да, да заокружиме ногте со глупци. Така. Интересно. Интересна приказна. Сега има пченки, нема глувци овдека. Па чим има пченки, може има и Може глупци. има и некој глувче. Да, има нешто. Сигурно е. Само што дојдов како гледам зашто може во иднина да се употреби место. Меѓутоа со оглед на тоа што дека веќе 250 жители живеат во село, некако ти изгасна и мотивот и желбата да се инвестира во нешто вакво. Но се надевам дека ќе дојдат некои подобри денови, селски денови во Македонија, каде што преку вакви емисии ќе се развие селскиот туризам и ќе живнат. Да, И овие секако. места повторно ќе оживеат, може во Се побош. надеваме. Тоа е нашата мисија и агенда. И се надевам дека и ова местенце кое што било значајно за Жван и било на некој начин атрибут и символ на ноќниот живот и на добрите забави, повторно ќе го видиме весело и заживеано и повторно ќе се пие пивце и ќе се лудува внатре. Да, мора, што да правиме. Тука сме ние да... Или од Нескафе. Од днес кафето ќе да е таа журка. Има еден скратен ишарет во Жван, кога бараат ракија, ја бараат дај од тоа Нескафето, ама со намигнување. Да. Иначе, Ако побараш Нескафе, не треба да намигнеш за ти дадат Нескафе. Долго Клај од се супер Нескафе. се. Клај од Нескафето. Кога лажеш каде гледаш, кога не сакаш се ли земаш, мислев те познавам, но сега добро знам. Бидејќи во тренд немаше кој да ни клаи од Нескафето, моравме да одиме во Мексико на кафе. Мексико на цели 100 метра одовде. Жванско Мексико. Сред село Бабе, бастумот ја крепеше нејзината желба за поздрав, нејзината бабина милозливост за внуците кои дошле в село. Да ги види, да ги опита. Во одредена старост нема веќе мои твои, сите се наши внуци. Здраво, живо, како сте? Бих помалце да речем, старење се запусти. така, Младост има ли во село? А? Ве посетуваат ли вака дечкиве млади? Се враќаат ли? Се враќаат во летно се време. враќаат тешко. Да, како враќање. Кои си имат пуго работа некако. Така, значи си одат. Еве го Жванскиот епицентар, главната центрифуга на муабети, на информации. Карши е чешмата со 2 надписа. Внимателно прочитајте ги, ќе ве замислат. Жванска вода. Знаеш, како преш, тоа? Да, убаво. Знаеш много уважаеми. Уште едни жванки. Со дотерана коса на чешма и вестерн чекор се фативме за билијар. Сред село билијар. Тоа се тие мали, но значајни кејфови. Сите ја спотиравме белата елегантно поеднаш. Секој во свој стил, во чест на спомените. Прстето како? Така? Како прстето? Од билијар пред кооперација,
Зборно место на секој жванец. Каде сите, таму и ние, на клупа да го дочекаме оној другиот Никола Карев, Никола Филиповски. Со синовите ќе се поздравиш? Кај си бе? Тука на фамозната клупа со Нескафето. Сега сме пред кооперација. Го направили граво? Направено се. Чекат само гладни. Жванско гравче не чека? Па сега ќе видите. Жванско. Жванско. Селото низ перспектива на гранки. Символиката е зад сите овие премрежја, пердиња пред младешките визии, низ кои се крие предизвикот да се избере вистинскиот пат во животот. Замислете ја сета оваа жванска архитектура, иста, ама нова. Жван би заличил повторно на рурален центар. Ова луѓе што медитираат се или седиште од кола? Како и да е, жванска досетливост. Никола е председател на местната заедница. Богат со извонредни познавања за историјата на Жван и околината. Студиозен, духовит и елегантен во својот муабет. Тој е огледало на жванскиот табиет. Овде се куќите на легендите како Раде Силјан, Божин Павловски, Јонче Христовски на оваа уличка. Едната куќа е овде, преку оваа куќа, а другата е на оваа уличка тука. Со тоа што куќава на Божин е зачувана, а ова куќа на Јонче, тоа е уште во постаро време. Значи, ова е друга куќа, а мајаве и таа веќе остарена. Вие во некоја линија роднини сте? Роднини, по постари деленици. Јонче изгледа роден е во Битола, а имал сестра со татко ми Божин, биле на едно млеко задоени така во тоа време. Значи, кога дојде тата нема млеко, па сега на, не знам сега, дали татко ми на незината мајка млеко или обратно, не знам како Сепак се роднини, браќа по млеко. Роднини и плюс то, за да се продолжи то врската, се канат девери, речиме. Мене едно внуче него, мене беше мал девер, речиме. А обратно и татко ми му бил девер на дедом и така. Така. И тоа е. Иначе селово е на времето било 180 куќи, преку 1000 кусур жители. Големо село. Големо било, Живо. меѓутоа сега за жал селата се опаѓаат на 240 души прилика тука некаде се претежно постари луѓе, деца малку. Во мое време бевме 120 ученици од прво до четврто, а сега десетина дечиња се. Жван се Да оцели. ги гледаш код цветчиња, да ги видиш меѓу стари. Селово, како да речем, местоположбата се менувала во текот на историјата. И Иванчишта било предходно? можно е, не од таму да има една група доселени, меѓутоа има доселеници од разни места. А има, да речем, вамо има, еве кај Ридот горе се вика Аранјел црквиче, таму има знаци, значи, од тоа време, ова се вика Ридот тука градиште, Градиште. а кога праве тука има крст. Кога праве капатот за крстот, се наоѓа на некои знаци работи, да речеме, ќупови се скршија, не знам, варници, не знам што. Значи, остатоци од живот, дури наоѓали коски таму. Длабока гробишта, хронолошка рамка. Под има Ридот место. долу, има црква Свети Димитрија, ние викаме латинска, ама не е латинска, тоа е, не знам како дошло тоа име, дали од времето можда на крстоносните војни, пошто втора варијанта, сум чул и таа варијанта покрај Жифан,
Значи име Жван, Жван. А некој наводно офицер Сен Жуан. Сен Жуан. Поминал Жван. И сега кој е вистината не може. Сен Жуан. На Патон не многу одамна таму било селото, ама заради зулуми на турците се преселиле ваму да биде поскишно, иначе овде било речиме обрастено со лески, со така. Има називи на места Волковица, значи такво место. И се скрили на овој дел. Во Илиденското востание биле претежно, значи овде. Местната земјица фактички беше чувар на селото. Од турско време што останало како обичај да не се изложуваат луѓето кои што се меѓу себе во некои односи непријатни, да не се изложуваат на трошоци на судот, имало мировен судот. И то до мое време како дете јас знам дека луѓе кои што има авторитет во село беа во мировниот одбор и тие не дозволува луѓе да одат на суд да се судат. Ево ова што сега да речеме има по нови закони за помирување, за наплати на долгови борчови едно друго. Да, извршители. Значи, то тие не дозволувале и со својот авторитет ги Мудро решение. Мудро решение. Доколку одлучат да одат на суд, мислењето на местната земјица било многу важно. Судот го почитува. Авторитативно. Да. После, со правниот статус, луѓето има право директно да конкурират за некакви проекти. А сега законот, значи, можеш да бараш, да инициираш, а сето тоа И под знак прашалник. И никој да не те слуша. Ја лично, како председател на местна заедница, со иницијатива на 5-6 села подписи, доставив до Уставен суд за таа работа. Меѓутоа, не знам од кои причини малку поценувачки Уставниот суд, некој лев одговор, мисли дека во селото се прости луѓето и така некако. А овде Жван и жванци се мощни, интелигентни и авторитативни луѓе. Сепак. Во мое време ние имавме над југословенскиот просек број на студенти. Значи, така. Негде Заедно со Бабино, ова е крај на интелект. Бабино уште повеќе. Така. Бабино беше село на првите учители, професори, многу беше опочало барството понапред, да речеме, имаше контакти повеќе со светот и ако појдеме таму, Бабино ќе видите малку и архитектурата на куќите донесени се и од таму. Меѓутоа, за жал, денеска Бабино нема 10 души. Само баби. Само И Елизабет баби, Тейлор. Нема ништо, веќе ништо. Кажам, тоа е страшно. Една држава се крепи ако е целокупно развиена, не само градот. Не само градот, значи да се користат сите ресурси, од друга страна популацијата што се раѓа на село е поздрава во однос на не ми замерат, пошто ја живеев во град, сега сум повратник, знам што е да живееш меѓу 4 цида и денеска да си во природа и со природата да живееш и да растеш, да работиш. Така. Графчето не чека во одајата на жванците од коренот Филиповски. Со нас тргнаа и коковчињата. Джинки ли се, жванки ли се? Добро ве најдовме. Застани да ме слидиш тука. Прво треба овде да се поздравиме. Не, што бараш? Што барам? Не, овој марки. И овие се домакини овде. Овој? Да. Кафичот кој ќе биде, така? Кафичот овде ќе биде. Да, тука ќе биде Здраво. Каса, пази. Да? Еве ќе ти пуштам дополнително свет. Не е слабо. Оди вамо. Дојди. Градско чупе препознавате? Мирисам на градска мома.
Се збунија. Ова е машина За вење, за граф. вење граф, жито може да се вее со неа, со тоа што значи има овие перките како вентилатор со вртењето и се создава како струје, ветер и струјење. да. И гравот или пченицата како потешко паѓа, а плевата се излегува на страна. Значи машина за веење. Ала, пат гледам. пошто јас сум Очекуваме ова. Да биде Ако мрдат побрзо, Ако мрда прстите побргу ќе биде куќата. Ета јас ви посакувам побргу да мрда. Господ да даде и да дојдеме на гости кога ќе биде готова. Добро ве најдовме. добре дошли. Ај се ти не биде љубоморен многу. Крај прозорецот е сликата на баба Ѓурѓа и дедо Божин Филиповски. Се гледа на кого се метнале нашите јунаци. Овој пар, стамена жена или жванска хероина, која секако заслужува да биде во песна. А пак дедото Божин со накривен качкет под кој струеле молскавични мисли. Не само што бил убав, бил харизма, го собирал селото околу себе. Ете го. Жванско графче. На трпеза се разбира жванско гравче. Ситно со концентриран вкус. Овде гравот раѓа во скутот на бигла, наквасен од црна, на жванската почва. Секое залче е здравие. Ако. Он е извонреден домакин. Еве еден скромен придонес и од нас за оваа богата трпеза, да се најде во иднина за жешкото жванско гравче кое што беше превкусно. Благодарам. И на крајот може да си се освежиме од Да сте здрави, живи. овие убави Секој пат куќа е отворена, производи. повелете. Ви благодарам. На прозорецот видовме една мощна, автентична и убава фотографија од баба Ѓурѓа и дедо Божин. Е сега за песната Ја излези Ѓурѓо, имаме ли инспирација од фамилијава и потеклово? Видете, песната си е специфична за овој крај, за Демир Хисан, а ми се чини дека превладува почита кон бабата своја, тоа што мајка ми се викаше Ѓурѓа и почит кон неа, а како деца јас со нив си ја пеев ова песна и им се врежа во мозокот. И ете така, можда на некој начин како во чест незина. Во чест незина. Така. Каква порака испраќате? Имате собствена верзија и визија за песната или имате некоја автентична порака што сакате историски да ја испратите? Пораката ја представиме преку видео и преку самата изгледба преку нашиот аранжман. Ако стана збор за музика и за видео. Како ја гледаме ние песната на аудио начин, ја испеа Стефан, ја создава Никол Ченицевски и ние заедно. Видеото со Огнен Шапковски го направиме како ние ја гледаме таа песна. Меѓутоа, Ја излези Ѓурѓо за нас е една интимна песна, значи таа песна ја сакаме, ја пееме од мали, уште од мали кога бев мали нозе Стефан како што вика. Така да едноставно љубовта према нашата баба, беше доволна за Ја излези Ѓурѓо да се испееме и да доживееме. Значи, да оживееме. Топла и емоционална песен. Пораката е нели, помладите луѓе, помладите деца, па и оние кои не ја слушнале оваа песна и сите оние кои планираме да ги обработиме и оние кои веќе постојат, да народот македонски да ги дознае, затоа што имаме преубава народна музика, преемотивни текстови што нели не бил секој текст си има своја приказна и сакаме детално да влеземе во неа. Така да ете пораката ни е да секој македонец да
да проучи народната музика. Знаете ли каков ефект постигна емоционален и патриотски? Ја излезе Ѓурѓо кај навивачките репрезентации. Толку силен што таа е химна во нашите надпревари. Револуционери со музичка пушка. Со микрофон. Работата е тоа што зашто според нас е доста прифатена оваа песна. Живееме во ера каде што превладуваат оние поп хитчиња со еден текст што се повтара да биде хит и младината да прифати таа песна као само таа музика да е прифатлива. Затоа што јас за Ѓурѓо е направен аранжманот толку прецизно да звучи као химна на нација. Значи со широкиот тапман кога влага и убавиот мелод што произлага од самата песна, секој македонец да не остане рамнодушен и да рече јас сум по ова, ја познам дека сум македонец, ова е тој мелод што ние сите го чувствувам, ритам. Навистина е химна. Јас барем така ја чувствувам. Па и во тоа време кога нашите стари или кога е таа произведена како песна, веројатно им служела на луѓето за јакнење на нивниот дух. Градени биле на база на вистинска приказна. Што денес во поп музиката и ние тоа го работиме, меѓутоа ние се трудиме во нашата авторска музика да вметнеме нешто што ние сме го доживеале, меѓутоа во поголем дел од песните нели се вметнуваат измислени приказни што не допираат на народот. Затоа мислам дека народната музика што создал народот пишувано од вистинска нешто што навистина се случувало тој период. Има една трага која што води кон Бабино, за која била Ѓурѓа. Таа е научно-истражувачка сторија во која што показателот е дека Ѓурѓа можеби била мажена во Бабино, немала деца и потоа има неколку варијанти околу приказната за како завршила таа и дали се губи трагата, но во една од верзиите постои податок дека можеби била сестра на Бајрактарот во четата на Јордан Пиперката и можеби таа е таа Ѓурѓа, но како и да е, која и да е Ѓурѓа, таа излегува на прозорецот или пенџерето да види што се случува, во бодрењето на еден народ, во било која приказна, дали да ги види четите на Јордан Пиперката и бројноста во тие 9 реда, или да ги види своите тимови кои што освојуваат награди и се борат, во било кое време вонвременска е. Пораката е вонвременска. Ја би се вратила еве на мајка ми Ѓурѓа. Ја мислам дека не дека ми била мајка, него сепак спрема начин на живот, условите и како живееле тешко. И мислам дека на некој начин и мајка ми била хероина. Била. Значи, такви били условите, да не споменувам историски што како. Ја лично сум многу емотивно врзан со нив, веројатно и тие. Така, Бабино и Жван се мајка ми од Бабино по потекло. Села на харизматични луѓе, интелигентни луѓе, написмени луѓе. Нема на што, навистина се такви јунаци на нашето модерно време. Околу табието, еден наш познат шоумен ке рече дека во светот постојат луѓе, нелуѓе и жванци. Това е веќе карактерна особина. Има и тоа. Јас мислам дека е во позитивен контекст. По табието, да. Дефинитивно карактерно село со многу карактери. Еве имаме пејачи кои што за наш шатер не угостија со еден прекрасен ручек. Еве ќе ви кажам, карактерно писателот Божин Павловски, јас се сеќавам како дете, значи позитивен инат. Позитивен инат? Позитивен инат. Жванци се како пиреј, како пиреј. Како граф. Да. Па графот го бистри умот. Јас во контакт со неколку, значи доктори на наука,
Американците не се тие сиромаси, ама намерно на војската им дават граф. Така, Графчето е здрава храна и протеинска и за мозокот, за секо тоа е добро. Да дојдете во пролетно време, во летно време, па нема да ви се оди во Скопје. Природа, зеленива, шуми, ливади, расцветано, кој ќе дојде онаму мај месец, тогаш да дојде. Рајот на земјата. Рајот Па на земјата во Жван. Рајот, баш рајот. Жванското поле е шарено од графи пченка, пченица, компир, а од шумската влага вираат печурки, вргањ, лисичарка, кукмарец, срњак, а во ливадите ливадарка. Напролет и наесен Жван е оаза на печурки. Не се преценувајте како познавачи, да не налетате на некоја од оние што се јадат само еднаш. Одиме на училиште, на час по жванска политика во браќа Миладиновци и на час по физкултура на виртуелна кошарка. Чуем. Не, ти чуеме, јас там. Па слушай. Као оној Кеймон га тегна кој играше баскет. Затоа што не сме во училишните клупи на прозивка и оценка, туку на надворешните, дозволена ни е слободна или жванска интерпретација на предметот политика. Си думаме каква симбиоза од школа треба за политичар. Правиме временски скок на исти позиции со различни термини, војвода или премиер, класник пак би бил лице за односи со јавност, пиар. И на крај се сложивме дека за бистрење политика не треба многу школа, а за успех треба акл, ум или текнувало. Вировите на патот ги препловувавме пред себе, вклучувајќи се во краток демирхисарски камел трофи, во улога на модерни комити, кои галопираат низ Демирхисар на 4 тркала. Си го фативме патот со ветување дека често ќе навраќаме.